Белешки за македонскиот конституционализам, концепт на Уставот од 1991 година, новото издание на Цивил и нова книга на професор доктор Данаилов Фрчковски. Јас денеска нема да правам долг вовед во ова видео обраќање, бидејќи тој секако дека ќе влезе во текстуалните делови од оваа наша содржина, од овој наш прилог, туку веднаш ќе започнам со интервјуто со професор Фрчковски. Како дојде до тоа? Добар ден пред се, добар ден на Њу Јорк. Добар ден, Џабер. Како дојде до тоа вие да го пишувате првиот устав, текстот на првиот устав на независна Македонија? Џабер, устав пишува оној кој знае и оној кој може. Во таа ситуација ние имавме еден чунд прелом и на генерациите кои беа образовни, професорите, помладите асистенти, интелектуалната граѓанственост, ја би рекол. Дел од луѓето едноставно не знаеа што да направат и како тоа да го направат, овие што беа по уставните катедри, без некое посебно подценување, меѓутоа нивната од една страна граница беше професор Ѓорѓевиќ од Белград, расправата од друга во традиционална смисла беше, условно да кажам, опеано во стиховите од гробста на славните јунаци. Практично во таа рамка не може ништо посебно да направат, не знае едноставно да направат. Некои од нив работеа на устави на други држави, на така наречената скратена федерација, неупотреблив човечки материјал, баш кај што не знаеа, меѓутоа работеа и не се согласуваа со независна македонска држава. И во таа смисла на мене и на луѓето со мене им се отвори можност да направат концепт кој сакаат да го направат, кој мислат дека е добар за Македонија, и тој се покажа дека е добар. И втора работа и втората голема среќна околност е што успеавме да на некој начин го наметнеме, инаку зборот наметнување не е добар, меѓутоа во секој случај, па и октрουирање уште полош, али на некој начин да се наметне концептот на либерален устав врз општество и држава која нема искуство ниту во либерална традиција, ниту во политичката либерална култура, а одозгора ево еуфорија, не националистичка од типот на Хрватска Србија, меѓутоа сепак национална еуфорија на независноста. И целата таа ситуација беше прилично чудна и наметнета една структура која во тој момент, под наводници, не е модерна и воопшто не е на тема на денот. Изгледа преторијански малку тоа наметнување, меѓутоа мислам дека беше одговорно и успешно, беше добро сработено, мислам, до денеска, и роди плодови за истата држава. Посебно во таа расправа на почетокот беше тоа јасно. Роди значени плодови на македонска држава, со кои таа прво беше влезена како прв кандидат за признавање. Уставот доби пофалби не од нашиве вернакуларни уставни катедри, туку од 9 председатели на уставни суди од европските земји, како најдобар. Имаше едно познато интервју на Бадинтер во Нова Македонија, која фали неговата архитектура, елеганција, што под наводници и либерална структура. Тоа беше се заврши голема работа всушност за Македонија како држава, иако, да го цитирам, кај уставот има една прилично иронична секвенца на Чеда Јовановиќ која кажува за Србија, дека све у Србија е добро у Србија е направено упрко српском народу. Тоа функционира комплетно за македонците исто. Се што е добро направено у Македонија, од уставот, референдумското прашање, ако сакате, примањето во Обединети нации, Охридскиот договор, Преспанскиот договор, е направено во еден момент наспроти мнозинското мислење на македонското население, барем мнозинското мислење, како гест на политички одговор на елита која се покажува подоцна дека
дека е успешно и добро за државата, добива и поддршка, но на почетокот знае да биде крајно турбулентно. Имено, тие што се сеќаваат подолго можат да се сетат и на противењето на македонската независност. Впрочем, заради тоа мораше да се прави елегантно решение и на референдумското прашање, за да може да му даде простор на тој набој кој во тоа време постоеше за осамостојување на Република Македонија. Впрочем, и сакав да прашам нешто во врска со историските реминисценции кои се провлекуваат низ книгата. Книгата е можеби 70 страници, меѓутоа таа е компримирана, таа е навистина набиена со содржина, со податоци, така што има и што да се прочита и што да се подсети човек на тоа. Има повеќе историски реминисценции. Дали има некоја порака авторот, мислам вие, со тоа што ги отварате тие, малку ги подотварате тие врати на сеќавањето, меѓутоа и на настаните кои не беа целосно познати за јавноста. Па еве сега имаме прилика да научиме повеќе за тоа како тоа всушност се одвивало. Има ли некоја порака авторот за тоа? Една приказна е она што се чуваше во Уставната комисија на почетокот на расправите, кои идеолошка конотација имаше тој судир. А втор историски, фабула е тоа што јас всушност го замолив Ладо Поповски да ја направи, он ми достави некои документи, но не беше во состојба валјда да го направи тоа од некои причини здравствени валјда. И јас го морав да го конципирам тој дел. Тој дел има една посебна порака во која иначе уставот да почнам од тоа, ја заснива, ја брани македонската модерна. Он е не модерен во таа смисла, туку ја брани концептот на воспоставување на држава која е инспирирана од концептот на Јирген Хабермас, дека е тоа уставна базирана врз уставен патриотизам на своите граѓани, а не врз етничките корени и етничкиот традиционализам. Таа одбрана на македонската модерна, заснивање на македонската модерна, ја има во нашата историја зачудувачки. Не би очекувале, ниту анализирале нашиве вернакуларни историчари, ниту општо ја толкувале на тој начин. Они не ја читале таа историја на тој начин. Јас од страна, сум историчар, па им совам памет, меѓутоа, знаете, кога сте ориентиран во таа политичко-филозофска мисла, ја не можете да не го видите тоа. И тоа беше идејата на таа мала историска реминисценција. Например, конкретен пример, првата генерација на македонските војводи, на архетипска категорија, со Бечви, имаат концепт во уставите и декларациите писмени за тоа каква треба да биде македонската држава, македонската лига, комитетот, двете повелби на Разловечкото и Кресненското восстание. Прва генерација на македонски војводи, пред да доминира националниот бугарски синдром во ВМРО, ја конципираат Македонија по концептот на Јирген Хабермас, као земја која треба да развие уставен патриотизам. Тие устави имаат, тоа беше целта, порадикални решенија од Охридскиот рамковен договор. И околу користење на јазиците, и околу структурата на организација на власта. Например, едниот од нив формира како член 4 официјални јазика. Концепт на парламентот као дводомен парламент, во кој етничките групи се застапени во едниот дом, граѓанственоста во другиот дом. Концепт во кој имате јасен став кон тоа каква држава сакате водите, живеете и каква треба да ја организирате. Концепт на модерна, во основа на почетокот на крајот на 19 век во Македонија, која никогаш не е расправена во Македонија. И овие уставни, ја ги нарекувам аутистички
джебови во нашите универзитети всушност не се бават со тоа. Не анализираат својата уставна некаква традиција. На трагедија вернакуларна се. Повеќе се заплеткани у партиските реминисценции и критики и ревандикации, како ги викаат, одмазди, отколку го мразат сопствениот устав, бидејќи они не учествувале во неговото пишување до ден денеска. Не знаат што живеат. Нив ги помина уставот и уставната современа историја како во написана во Сарајловачком пругом, онака врп ги помина. До ден денеска не знаат во што живеат, ниту можат комплиментите на меѓународната заедница да ги дајџестираат околу уставот на сопствената држава. Значи во таа смисла историската реминисценција е битна. Во најтврдата историја где имате линии на македонската модерна, а модерната во овој случај значи на некој начин обескорување со етничките традиционалистички вокабулари и поставување на државата на еден нов ниво на граѓанствена модерност и уставен патриотизам, и тоа се одразува на институциите проектирани во уставот. Тоа е приказната која требаше да има илустрација во тие мали историски реминисценции, светкања. Кажете ми малку повеќе за атмосферата во Уставната комисија. Еве, добивме веќе чувство за тоа како тоа изгледало, па противењата, па природата на тие што одоколу само наблюдувале што се случува, имале сосема поинакви идеолошко-партиски и други интереси и концепти и размислувања и однесување. Како изгледаше таа атмосфера? Имаше ли, еве, верувам дека имало многу возбуда, меѓутоа малку повеќе за таа атмосфера кога се креираше, кога се ковеше еве тој прв македонски устав. Значи, атмосферата ја детерминираат неколку работи, затоа е таа таква. Од една страна имате нормално национална еуфорија, дури у разблажената македонска верзија, таа сепак е национална еуфорија, која предводеше десницата вокабуларно, со зборови, со настапи политички, но политички истовремено неодговорно, бидејќи патот оперативен на осамостојувањето не го предвидуваше, а тоа е полн со ризици. Тамо се крие ѓаволот, кај осамостојувањето, во патот како доаѓате до него, а не во зборувањето за него. Према тоа, таа линија на осамостојувањето низ оперативно одговорен пат ја водеше политичката линија на Глигоров на почетокот. И успешно ја водеше. Он е запамтен сега, веројатно по тоа дека Глигоров е извлекол Македонија без војна од распадот на Југославија, како една флоскула. За мене втората битна карактеристика што ја дефинира неговиот став е либерален став кон демократијата, значи неа притиска демократијата. И второ, и трето, одлуката да американците се излоцираат, односно ние земеме таа стратешка партнерска линија со американците од 92-ра, е сепак и негова одлука. Клучна, не може Вијан, не може други да избуткаат таа приказна ако он не се согласи на тоа. Значи, тие неколку одлуки се клучни за македонската линија, а кај уставот беше поддршка од негова страна, која по негов манир е дискретна, ве остава да се судрите во Уставната комисија како ќе оди расплетот, не се меша, но поддршката беше јасна. И од друга страна, на повеќе велакоралниот лик на Никола Клјусев, кој исто така имаше една чудна, али ентузијастичка поддршка на групата, односно директно на мене во таа ситуација. Тоа се тие чудна, но ентузијастичка. Основа. Да, чудна у смисла од неговата национална реторика очекувате да биде да биде под влијание, да речеме, на Блаже Ристевски, на таа групација, но не беше. Интересно беше отворен кон таа операција што ја правиме ние, кој гледаше дека не е ваква национално-реторичка предходно. Во таа смисла беше тоа добра поддршка.
тие две точки беа поддршка во основа, да имате елементарна поддршка. Меѓутоа, истовремено, партиите беа слаби, они не беа такви какви што сега изгледаат. Скоро октоподски структури кои доминираат со парламентот, владата, они беа слаби, беше преовладуваше еден жесток страв. Што ќе биде со нас? Тој страв морате, као Бауман што вика, беше густ како флуид во воздухот. Ова прашање дали ќе не биде, тогаш функционираше вистински. Дали уствари ќе ја биде Македонија? Половина од македонското политичко раководство, ако не половина, третина, дува различни други тикви. Имаше партија на Југословенија, партија Движење за не знам, Анте Марковиќ го поддржуваше. Луѓе кои беа спремни да дојдат како квинслиншка власт ако се реализира тајната операција на Коси Југословенската народна армија Опера на државен воен удар во Југославија пред распадот, тогаш ќе формираа квинслиншка влада во Македонија, нас ќе не пратеа у затвор во меѓувреме. Таква беше атмосферата. Тоа да не го заборавате, тоа не е дебата на округла маса во која сте вие релаксирани со кисела вода пред вас. Значи, во таква ситуација, во тој страв, ние имавме можност, opportunity, како викаат тоа. Знаете, секоја ситуација можете да третирате како блокирачка и како ситуација на opportunity. Во таа ситуација ние можевме полесно да се наметнеме со концептот на либерален устав, кој не е соодветен на телото кое, значи од дело правите, да речеме, Валентино и го облакате на некој што е за Бечми, не е баш за Валентино, тесно му пука по сите линии. А сепак го облакате. И викате, ќе се навикнеш на ова, ќе биде добро, ќе видиш. Ќе биде добро, вака треба. Треба да ми веруваш на некој начин. И да расправата во Уставната комисија ваквата атмосфера ја оцрта. Значи, немаше само судирот беше се заврте околу концептот дали на така наречен национален устав или граѓански устав. Демек, ние сме предлагале граѓански устав, а десницата, и не само десницата, него и делот на СДСМ тогаш, речеме таа на Благој Ханџиски линија во СДСМ, една досадна нацио-реторичка линија, беше што се од кај сега Македонија одма граѓанска држава. Чека малку да бидеме као национална држава на македонците само, па после ако стигнеме до граѓанска, тоа беше така грубо речено расправата. Односно идеолошката као под наводници дебата. Всушност они не знаеа што мислат под терминот национална држава. На прашањето добро што мислите под национална држава? Национален устав. Они замислуваа неизречен апархейд во основа. Значи, за македонците треба да има како домакини едни права, а за другите како гости мора да имат други права, за како гостите со исти права како домакините во ваша куќа. Од прилике вулгарно, они го изкажуваат тоа како некој неизречен апархейд во основа. И за тоа они мислеа дека може да помине. Мислам, тоа е најкраток пат да ја закопате сопствената држава на почетокот независноста, ќе ве одбие цел свет, ќе ви се изнасме кои се овие луѓе симнати од кај се и од под кој камен се искочени. Просто они не го разбираа во таа еуфорија. Национален устав. И тоа го разрешивме со правење на еден генерален компромис, ставајќи ја таа разбудена национална еуфорија како настанала прв пат државата е независна, бла-бла, целиот таа реторика, да се смести во преамбулата. Во преамбулите не се оперативен дел од уставот, и тоа го спаси оперативниот дел од уставот од таа националистички, аутистичка, ја би рекол, заслепеност, која ќе го упропастеше концептот, практично ќе го разореше концептот, го спаси едноставно текстот на уставот, кој е меродавен за формирање на политичкиот систем, човековите права, everything, за све. Ставајќи го во преамбулата се подели на 3 дела. Структурата на преамбулата, ова зашто сега расправате за реформа, е во едниот дел од преамбулата сам. Преамбулите во основа содржат, да речеме во граѓанските чисти граѓански услови, само инспирација за тоа што пишува во делот. Вредностна инспирација.
да речеме либерал, човекови права, слободи, еднакво, социјална држава, бла, тие вредности стојат во либералните држави, можда и толеранција, недискриминација, тој дел и толку. Во некои преамбули стои и тоа ги набројуваат, да речеме, малцинствата кои стојат во државата, знаат да има дел, и да карактеризираат државата од како видје, федерација, унитарна држава, во таа смисла постојат такви одредби во некои од преамбулите, и во помал број, во редок број преамбули стои еден историски наратив. Историскиот наратив, тој како настанала државата. Значи, тој историски наратив нема влијание врз тоа каква е државата сега, но кажува како настанала. Пошто е тоа битно за незиното население од некоја причина, за нас тоа беше битно. Се согледа веднаш дека е тоа битно за македонците, пошто прв пат државата се создава, бла-бла, мора да стои како настанала. И тамо тоа кој работеше Владо Поповски пред се, имаше скици, 1, 2, 3, 5, 10 етапа. Значи, издизајнира, пошто и не можете се да кажете, мора да биде издржано, и тој дел да биде издржан, издизајнира еден дел историски. Тој историски дел не се менува сега, се менува вториот дел на преамбулата, кај што се додаваат други делови од народи во тој дел. Таа листа може да биде од 5, може да биде од 15, тоа концепцијски не менува ништо, но тој дел се менува и тамо нема драма никаква околу концепција, некаква посебна тежина или се менува структурата на уставот, нема врска, на вистина. Друга приказна е сосема со бугарите, тоа е посебна тема. Нема никаков проблем од тоа, се направи драматичен проблем од политички причини, од причини што конечно се губи мотивот за етничка мобилизација во Македонија со влегување на Македонија во Европската унија, и во таа смисла паниката е дигната, не во концепцијска смисла, тоа ми е поентата. Сега, преамбулата нема, зашто е битно овие делови да се разликуваат? Бидејќи при толкување во Уставниот суд, судовите, државните органи, историскиот наратив не се користи за толкување на така наречениот дух на Уставот. Туку повеќе се користат овие инспиративни последни точки, како што е човекови права, тие делови се користат како инспирација за толкување на одредбите. Се користи делот на набројување на малцинствата исто така, односно деловите од народи. Но не историскиот наратив. Историскиот наратив само една слика на тоа како се создала државата. И сега судирот беше во таа смисла драматичен. Албанците тука, мислам, они не се согласуваа со оваа национална држава, меѓутоа од посебни причини, не поради тоа што ја поддржуваа граѓанската држава целосно, туку од различни соодноси меѓу македонците и албанците, тие колективистички соништа ги имаа исто така, па различно го замислуваа тој однос на колективитетите. Но не се согласуваа, да речеме, со националистичкиот и така национална држава како ја замислуваше десницата на Уставната комисија. Во секој случај помина концептот, го изборивме концептот на граѓанска држава целосно, во долги расправи со членовите посебни, со зборовите посебно, долга една расправа. А некои фотографии од тоа ви доставив во скицата, и тоа заврши голема работа, велам, за државата, бидејќи беше оценето од оваа релевантна комисија како устав, практично тоа е единствена оценка што некој устав на транзицијски демократии воопшто во Југоисточна Европа го добил. Единствена оценка. Нашиот и уставот на Словенија, но нашиот пред се. И таква, тоа е ретка заслуга, ретка прилика да добиете да се измерите на таа сцена, каде што не е битно што сте и кој сте во домашните селски услови, туку излегувате на сцена во која е безмилосна. Би можела веднаш да ве оцените дека е слаб, дека во овој дел не е добар, треба да се дополни. Ништо од тоа. Ништо од тоа. Уште едно дополнително засилување кај Бадинтер дека името која застана на наша страна во тој спор со Грција, тогаш не може да биде определба за на ниеден начин не може да биде определба за ваквиот или онаков карактер
државата, дека нема никакво влијание, беше став, силен еден став, поддршка на нашата позиција тогашна. Ете, тоа е тоа.